Ли правни издржани аргументи во корист на компаниите за кои нели Комисијата за заштита на конкуренцијата се сомнева дека направиле картелско здружување? Дали има правни аргументи и кои ќе бидат нивните против аргументи во овој процес? И уште едно прашање, дали правните основи врз кои што се поставени овие заклучоци за поведување на прекршачни постапки се во ред според вас? Видете, ќе почнем од второто прашање. Комисијата се сомнева дека постои повреда на правото на конкуренција и комисијата носи заклучок во едниот случај по службена должност, во другиот случај тоа го прави по барање на надлежен орган. Значи, државен орган. И комисијата оценила дека барањето е основано и заради тоа, за да ги провери наводите, отишла на лице место и ги зела доказите. Дали има, ме прашавте дали има основ да компаниите кои се засегнати докажат дека во случајот не се работи за повреда на правото на конкуренција. Според мене и во двата случаја има сериозни основи, значи сериозни докази кои што укажуваат дека не во случајот не се работи за картелско здружување или усогласено однесување со цел да се оштетат потрошувачите. Значи мене ми е жал, јас стварно не можам повеќе да елаборирам заради тоа што утре би изнел некој од аргументите кои што во постапката ќе ги изнесам и доказите кои што ги имам, но веднаш ќе кажам дека не секое соопштение во јавност на група субјекти треба да се третира како картелно здружување и да има намера да има за цел да се ограничи конкуренцијата. Значи, заради тоа, сепак мислам дека комисијата има уште многу работа да докаже, значи таму треба да се каже кој е релевантниот пазар, за кој релевантен производ, односно услуга се работи, да се видат колкави се уделите на субјектите, односно така наречен веќе одомаќен и во нашиот жаргон share market, колкав е на субјектите и така натаму. И на крајот на денот да видиме зошто 16 години некому не му било дозволено да ја покачи цената на својата услуга или на својот производ во ситуација кога имате само инфлацијата да ја мериме сигурно преку 120% за 16 години. За случајот со осигурителните компании, така? Тоа вие го рековте, не јас. Благодарам.